Благодарам, председателе, почитувани гости, почитувани пратеници, македонска јавност и медиуми. Денес зборуваме за годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 2021 година. Државната комисија за спречување на корупција има посебна улога во спречување и борба против корупцијата, спроведувајќи ги своите надлежности во однос на детектирање на појавите, случаите на корупција, нивно соодветно процесирање, применувајќи ги превентивните и расположливите законски механизми, а со цел да го подобри нормативниот амбиент. Од извештајот може да се види следно: целосна реализација само 22 активности, односно 20% од 111 активности предвидени за 2021 година во Националната стратегија. 27% во тек на реализација и 59% воопшто не се започнати со реализација. Најголема реализација на активност има во секторот правосуден систем, потоа сектор медиуми и граѓанско општество, јавни набавки и образование 22%. Во текот на 2021 година до комисијата биле доставени голем број пријави по сите основи, и тоа корупција 583 примени пријави, а 406 биле за 2020 година, судир на интерес и имотни состојби, како и формирани предмети по сопствени иницијативи. Меѓутоа, податоците зборуваат дека најголем број на поднесените пријави се со наводи за постојање на сомнеж за коруптивно однесување на службените лица, односно од извештајот може да се види дека помалку од 20% е степенот на реализација на националната стратегија од страна на надлежните институции, меѓу кои најслаби се во областите вработување, политички систем, органи за спроведување на законот, здравство, образование, труд и социјална политика, земјоделство, економија и бизнис. Затоа имаме корупциона окупација на Република Македонија од страна на СДСМ и на ДУИ. Исто така, во извештајот Државната комисија во 2021 година кажува дека ги подобриле условите за работа, го решиле прашањето со просторот, биле донирани компјутери од страна на Европската комисија, нови вработувања на 12 лица и откако се комплетирале за подобро и поуспешно да работат, ќе ви ја прочитам Ивановска, изјавата нејзина на 9 декември 2022 година. За нас, цитирам, "За нас е поразително затоа што ние дома не сме ги завршиле задачите. За високата корупција, ако се има искрени намери, може да се случи нешто добро. Ние сме сериозен кандидат за влез во Европска Унија, американците не поддржуваат ни даваат поттик, но вакви какви што сме, реално имаме проблем со правосудниот систем. Тие ни даваат помош да го надминеме тој проблем и полесно да сме зачекореле напред. Оваа реакција е после реакцијата на Соединетите Американски држави со оглед на милионите потрошени за обука на обвинителите, судиите, институциите. Според нив, ова е пораз на политиките во Република Македонија, допрено едното и веќе не ги прифаќаат лагите. Тоа е, значи, изјава на Ивановска на 9 декември 2022 година. Државната комисија за спречување на корупција постои, земаат плата и работата си ја префрлуваат едни на други, односно со министерката на Грковска. Имаме секојдневни скандали, а решавање на тие скандали не гледаме. Ке кажам што кажа Грковска за Љубомир Јовевски, кој што вие сакате да го изберете за уставен судија.
Љубомир Јовевски не треба да биде уставен судија, меѓутоа според него тој кажа дека не биле точни тврдењата на Грковска, дека биле обезбедени сите услови за ефикасна борба против криминалот и корупцијата, и Јовевски исто така кажа дека секоја година на нивната сметка не достигале пари кои владата законски е обврзана да ги префрла на нивната сметка. И како ќе немаме криминал и корупција, кога се носат закони скроени по мерка, а и тоа е висок степен на корупција, и тоа закони тивко или нивни измени во полза на приватни интереси на некое лице или некое предпријатие. А точно Државната комисија за спречување на корупција има законска обврска да врши антикорупцијска проверка на законите. Затоа имаме корупциона окупација на Република Македонија од СДСМ и ДУИ. И извештаите на Европската комисија истото го кажуваат, односно Европската комисија за напредокот на Република Македонија во 2021 година кажува дека корупцијата е распространета во многу области и треба да се обезбеди поактивен пристап од сите чинители кои се занимаваат со спречување и борба против корупцијата. Transparency International кажува дека сме имале подобрување во однос на индексот за перцепција на корупција, меѓутоа треба да кажете дека во времето на режимот сме биле на 62 место, 64 место, 69 место, додека кога дојдовте вие мајсторите за криминал и корупција, ја донесовте Република Македонија на 111 место, за во 2021 година да има некое подобрување, односно од 35 индексни поени, а максимум се 100, сте ја довеле државата на 39 индексни поени. Затоа во Република Македонија граѓаните нема доверба, затоа што многу бавно одат реформите, нема промени во стратегија за реформи во судството, нема промени во системот за вработување, нема ревидирање на законот за административни службеници, а како да има кога покровител на криминалот и корупцијата во Република Македонија е премиерот, и претходниот и сегашниот. Премиерот е покровител на сценската изведба на дуото СДСМ-ДУИ, кои наместо да свират на оркестар, односно да работат, тие играат фудбал на мали голчина или играат кошарка со смислен противник за да бидат победници, и тоа во кабинет на министер платен од парите на граѓаните. Во секоја цивилизирана земја, после ваков скандал, премиерот и владата треба да си дадат оставка. Се залагате за Европски фронт, ама не се однесувате по европски вредности, затоа што ако сте проевропјани, сами ќе си дадете оставка. Но едно за вас е јасно. Вие се плашите од европските вредности, затоа што во Европа законот е подеднаков за сите, а од друга страна имате една агенда која што треба да ја спроведите, а која што сте ја наплатиле со многу пари. Тоа е екзекуција на македонската држава и на македонштината во Република Македонија. Благодарам.